Визуелните распореди ја обезбедуваат потребната структура за зголемување на самостојноста кај децата и младите со состојби од аутистичен спектар. Освен тоа, тие се ефективни и ефикасни затоа што се потпираат на визуелните способности, како силна нивна страна, за да го објаснат редоследот на настани и да ги дефинираат очекувањата. Кога се воведуваат распореди, најдобро е да се започне од распореди со две активности, наречени прво-потоа распореди. Потоа постепено треба да се зголемува бројот на активности во распоредот на 3, 4 и повеќе активности. Со зголемување на бројот на активности, можеби ќе се јави потреба да се постави распоредот и вертикално, но тоа може да го направиме уште на почетокот, ако утврдиме дека на детето му е полесно да следи информации од горе надолу, отколку од десно на лево. Без разлика на формата на распоредот, неопходно е да обезбедиме начин на обележување на завршените активности. Тоа може да се направи со пречкртување, штиклирање, одлепување или покривање. На оваа страница може бесплатно да превземете темплети за да подготвите индивидуализирани распореди за вашето дете или ученик. Одберете го форматот на распоред и бројот на активности најсоодветен за детето и заменете ги сликите согласно активностите на детето. Исто така, во зависност од потребите на детето, размислете дали да употребите пиктограми или вистински фотографии. Зачувајте го вашиот распоред и користете го како дигитален ресурс или испечатете и ламинирајте го за поголема трајност.